Се бориме за секое работно место е новата активност која денеска презентираше заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Оваа активност ќе ги таргетира невработените лица и работодавачите и има за цел кариерно советување и давање информации за отворените работни места, како и за мерките за вработување кои што ги нуди државата. Ова активност ќе се подпира на два пакети. Првиот пакет е предвидено во соработка со секој од раководителите на центрите за вработување, Агенцијата за вработување и Министерството, да се вклучиме во непосредни интензивни контакти со приватните компании, со македонските компании меѓутоа и со странските компании кои што инвестираат во нашата држава и отвараат нови капацитети. Преку форумите за работодавачи кои што ќе ги реализираме во секоја општина во нашата држава и преку непосредните контакти со компаниите ќе се обидеме да обезбедиме точни, навремени информации за отворените и слободните работни места во државата во наредните неколку месеци кои што можат да се пополнат. Во моментот, според податоците на Агенцијата за вработување, во Македонија има над 4900 слободни работни места во домашните и странските компании. Во зависност од квалификациите кои што ќе ги побаруваат, овие работни места преку вториот пакет на активности ќе ги нудиме на невработените лица. Предвидено е да продолжиме со отворените денови на Агенцијата за вработување. Во секоја општина во Република Македонија да ја посетиме со 3 тима кои што ќе бидат составени од дирекцијата на Агенцијата за вработување, директорот на агенцијата и јас како дополнителен заменик министер да ги посетиме сите општини во нашата држава, да организираме прво форуми со работодавачи во кои што ќе оствариме средба со компаниите од секоја општина, ќе бидат поканети сите компании кои што сакаат да учествуваат. Планирано е да се одржат и форуми за активни баратели на работа, потоа форуми со невработени лица од 30 до 40 години и форуми со лица од над 50 години. Втора активност од вториот пакет е средбата на директорите на центрите за вработување, кои што ќе организираат кариерно советување и презентирање на мерките за невработените лица. Секој од директорите на центрите за вработување, секој понеделник, среда и петок ќе имаат отворени денови, во кои што ќе остваруваат средби и презентации, кариерно советување, практично со сите активни баратели на работа. Оперативниот план за активни мерки и политики за вработување почнува на почетокот на 2016 година.